Евангелие според Лука, 22 глава. Се приближуваше празникот без квасници наречен Пасха, а првосвештениците и книжниците бараа начин како да го погубат, зашто се плаше од народот. И влезе сатаната во Јуда наречен Искариотски, кој беше вброен меѓу 12 мината. И кога отиде, се договори со првосвештениците и началниците како да им го предаде. Тие се зарадуваа и се спогодија со него да му дадат сребреници. Тој вети и бараше погодно време за да го предаде без присуство на народот. Дојде денот без квасници, кога требаше да се заколе пасхално јагне. Па ги испрати Исус Петар и Јован им рече: "Одете и пригответе ни пасха за да јадеме." А тие му рекоа: "Каде сакаш да приготвиме?" Тој им рече: "Ете, кога ќе влезете во градот, ќе ве сретне човек што носи стомна со вода. Одете по него во куќата каде што ќе влезе и кажете му на домаќинот од куќата: Учителот ти вели, каде е собата во која треба да јадам пасха со учениците своји? И тој ќе ви покаже голема одаја, послана. Таму пригответе." Кога отидоа, најдоа како што им беше рекол и ја приготвија паската. А кога дојде времето, тој седна на трапезата и 12 мината со него. И им рече: "Од се срце сакав да ја видам ова паска со вас, пред да пострадам. Затоа ви велам, нема веќе да јадам од неа се додека таа не се исполни во Царството Божие." И откако ја зеде чашата, заблагодари и рече: "Земете и разделете ја меѓу себе, зашто ви велам, нема повеќе да пијам од лозовиот плод, додека не дојде Царството Божјо." Потоа зеде леб и заблагодари, го прекрши и им даде велејќи: "Ова е моето тело, што се дава за вас. Правете го ова за мој спомен." Исто така и со чашата по вечерата велејќи: "Оваа чаша е новиот завет во мојата крв, која се пролива за вас. Но ете, раката на оној што ме предава е со мене на трапезава. Синот човечки пак заминува според она што е определено, но тешко му на оној човек што ќе го предаде." И почна да се прашуваат меѓу себе кој ли ќе е од нив што ќе го направи тоа. А се појави меѓу нив и расправија кој од нив да се смета за поголем. Но тој им рече: "Царевите владеат над народите, а оние што управуваат над нив се викаат добротвори. Вие пак немојте така, но поголемиот меѓу вас да биде како најмалиот и тој што е старешина да биде како слуга. Зашто кој е поголем, тој што седи на трпеза или оној што послужува? Зар не е оној што седи? А јас сум меѓу вас како слуга. Но вие сте оние што издржавте со мене во моите искушенија. И јас ви ветувам, како што ми вети мојот Отец царство, за да јадете и да пиете на трапезата моја во царството мое, и да седнете на престоли и да им судите на 12 Израилеви колена." И рече Господ: "Симоне, Симоне, ете, сатаната посака да ве сее како пченица, но јас се молев за тебе, за да не се изгуби твојата вера. А ти, кога ќе се обратиш, укрепи ги браќата своји." А тој му одговори: "Господи, готов сум да одам со тебе и в затвор и во смрт." Но тој му рече: "Ти велам, Петре, нема денес да запее петело додека ти 3 пати не се одречеш дека ме познаваш." Па им рече: "Кога ве праќав без кесе и без торба и без обувки, дали ви недостасуваше нешто?" Тие одговорија: "Ништо." Им рече: "Но сега, кој има кесе, нека си го земе, исто така и торба, а кој нема, нека си ја продаде облеката и нека си купи нож. Зашто ви велам, на мене треба да се исполни и ово од писмото, и меѓу злосторници го броја, зашто она што се однесува за мене се исполнува." А тие рекоа: "Господи, еве овде има 2 ножа." Тој им одговори: "Доволни се."
И кога излезе, тргна како обично кон Маслиновата гора, по него оде и учениците негови. А штом дојде на тоа место им рече: молете се за да не паднете во искушение. И тој се одвои од нив, колку камен што може да се дофрли, па откако ги преклони колената и се молеше велејќи: Оче, кога би сакал да ја тргнеш оваа чаша од мене, но нека не биде мојата волја, туку твојата. И му се јави ангел од небото и го подкрепуваше. Па бидејќи се наоѓаше во внатрешна борба, поусрдно се молеше, а поттаму беше како капки крв, што паѓа на земјата. Штом стана од молитвата, дојде кај учениците своји и ги најде заспани од тага. Им рече: зошто спиете, станете и молете се за да не паднете во искушение. И уште додека тој зборуваше, ете, се појави мноштво луѓе и еден од 12 мината, наречен Јуда, одеше пред нив и му приде на Исус да го целива, зашто таков знак им беше дал: кого ќе го целивам, тоа е. А Исус му рече: Јудо, со целив ли го предаваш синот човечки? Оние пак што беа со него, кога видоа што ќе стане, му рекоа: Господи, да удриме ли со нож? И еден од нив го удри слугата на првосвештеникот и му го отсече десното уво. А Исус одговори и рече: оставете го тоа, запрете, па го допре увото негово и го исцели. А на првосвештениците и храмовните управители и на старешините што беа дошле против него, Исус им рече: како на разбойник ли сте излегле со мечеви стапови за да ме фатите? Секој ден бев со вас во храмот и не кренавте рака на мене. Но сега е вашето време и власта на темнината. И кога го фатија, го поведоа и го воведоа во домот на првосвештеникот. А Петар оддалеку одеше по него. Кога запалија оган насреде дворот и седна заедно, седна и Петар меѓу нив. А една слугинка, штом го виде како седи покрај огнот, погледна на него и рече: и овој беше со него. Но тој се одрече од него велејќи: жено, не го познавам. Малку потоа го виде еден друг и рече: и ти си од нив. Но Петар му рече: човеку, не сум. А кога мина околу еден час, еден друг човек почна да тврди зборувајќи: навистина, и овој беше со него, зашто е галилеец. Но Петар рече: човеку, не знам што зборуваш. И одеднаш, уште додека говореше, запеа петел. Тогаш Господ се заврти и го погледна Петар, а Петар се сети на Господовите зборови што му ги кажа: уште додека петел не пропее, 3 пати ќе се одречеш од мене. И штом излезе надвор, заплака горко. А луѓето што го држеа Исус му се подсмеваа и го тепаа. Па откако го покрија, го дираа по лицето и го прашуваа велејќи: проречи, кој те удри? И многу други хули рекоа против него. А кога се раздени, се собра старешините народни, првосвештениците и книжниците и го одведоа во својот синедрион. И рекоа: ако си ти Христос, кажи ни. Но тој им одговори: и ако ви кажам, навистина нема да поверувате. И ако ве запрашам, нема да ми одговорите, ниту ќе ме пуштите. Од сега синот човечки ќе седи одесно на силата Божја. И сите рекоа: ти ли си значи синот Божји? А тој им рече: вие велите дека сум јас. А тие рекоа: какво сведоштво ни треба уште? Ние сами чувме од неговата уста.